има само 18 години, а едно чудо успеси зад себе. Младиот виртуоз на виолина, Александар Иванов, го нарекуваат македонскиот Паганини. Моите баба и дедо ме однесоа на првиот детски концерт на Македонската филхармонија. И се сеќам кога беше вчера, кога ги гледав виолините и бев импресиониран од звукот. И си реков, ова треба да го правам, ова многу сакам да почнам да го правам, нешто се гледа дека ми исполнува и така започна да свирам виолина. Првиот контакт со инструментот се случил кога Александар имал 7 години. Првата виолина ми беше позајмена. Не беше купена, не беше моја и започнав со дедо ми, бидејќи тој е композитор и бил професор на факултетот за музичка уметност, но и он како мене кога бил мал почнал да свири виолина и он има познавање. Ја започнав со него, му беше кејф многу да ми помогне и така. Најдраго за Александар е првото место на меѓународен надпревар во Будимпешта, каде ја добива и специјалната оркестарска награда. Од низата признанија на домашен терен, тој е најмладиот добитник на наградата Виртуози. Средно завршува во Илија Николовски Луј во Скопје, но паралелно година и пол бил на усовршување во Виена. Работел со еминентни светски уметници Светлин Русев, Вадим Репин, Леонид Кербел. Но надградбата на Александар станала финансиски исцрпувачка за семејството. Да не биле тие патувања, немаше да стигнам до тука, за сите тие патувања, мастер-класи, надпревари, и само аудицијата во Џулијард, тоа кошта пари, нели? И е неопходно. На аудицијата во Џулијард, светски најпрестижната музичка школа, со 8-минутен настап ги освоил симпатиите на жирито. Ја добива највисоката стипендија од 75% покриена школарина. За останатите $35,000 годишно, неопходни за студирање на Александар во Њујорк, покрената е акција на онлайн платформата GoFundMe, каде досега се собрани неколку илјади долари. Каде е државата во целата приказна? Конкурсот на Министерството за образование за стипендирање на додипломски студии во странство не е до крај јасен. Од една страна пишува дека се стипендираат сите студенти примени на еден од првите 10 рангирани универзитети во сите области, а потоа се додава, односно на еден од првите 100 рангирани од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, биологијата, хемијата, на Шангајската листа на универзитети. Уметноста како област е опфатена во конкурсот, но не и насоката музика. По реакциите во јавноста дека се прави неправда кон Александар Иванов, министерот за образование Арбер Адеми најавува дека на утрешната седница владата ќе ја измени програмата за стипендирање, со што ќе се овозможи поддршка и за оние што ќе се запишат на врвните музички образовни установи. Со тоа и Александар ќе може да аплицира за да го оствари својот сон. Уметност било, но не е прецизирано, бидејќи се работи за виолинист, не било прецизирано баш за таа област кај што е примен детето. Значи, затоа ние ќе предлагаме и ова област да се покрие, па да се поддржат сите талентирани млади луѓе кои ги имаме. Денеска се работи за виолинист, утре можеби ќе се појави за филмска продукција во некоја престижно училиште. И вие постојано ќе ги менувате на седници програмите? Ние ги одредуваме областите. И уметноста е предвидена, но не музичката област. И затоа пропуст и низ годините така е, бидејќи секоја година се усвојуваат програмите, овие се годишни програми. Ама не може тоа да биде оправдување, тој пропуст некого учини животна шанса и кариера. Разбирам, и затоа ќе им излеземе на пресред, предвидувајќи ја и таа област точно, конкретно, јасно, прецизно, за да им се даде поддршка. Студирањето на Александар на Џулијард е посакуван развој и за неговиот професор Горан Муратовски, виолинист, шеф на оркестар во Македонската филхармонија и самиот магистер од Германија. Имавме изворедна соработка, дете со многу големи музички капацитети, со огромна меморија, апсорбција на голем музички материјал. Значи, за многу краток период Александар помина дела од виолинската литература кои се капитални на еден начин. Министерот за образование уверува дека државна помош нема да изостане за ниту еден надежен студент. Им порачувам на сите млади
да барат квалитет, да се запишат во најпрестижните високообразовни установи и во земјата, и во странство, бидејќи на вистина имаме потреба од нив. Никој да не се откажува со ништата е пораката што ја испраќаат и Александар и неговиот професор Муратовски. Се надевам дека би завршил например на Джулиард и дека би имал некои побитни награди што ќе ми овозможат да имам некој почеток на кариера. Секој треба да проба, никој не треба да се откаже, затоа што никогаш не знаеш што ќе се деси. Следете го примерот на Александар, верувајте во себе и имајте храброст, не се обескребрувате. За секого има сегде место во нашиот музички свет. Thank you.